Kod Fatma Lütfi povedete. Ju falenderit, zoti kryetar, Ви благодарам. почитувани министри, почитувани колеги противници и колешки противнички, почитувани граѓани и граѓанки. Денес сме овде да зборуваме за клучни прашања што ги засегаат секоја граѓанка и секој граѓанин на нашата земја. Најнапред сакам да се задржам на темата на фер управување со јавните финанси и распределбата на ресурсите во предлог буџетот во 2025 година, особено во контекст на платите и во јавниот и во приватниот сектор. Согласно предложениот буџет, бруто платите за 359 вработени во владата се предвидени да се зголемат за речиси 54%. Од 90.000 бруто на 137.000 денари бруто, со нето просечни плати кои ќе достигнат некаде приближно 90.000 денари. За вработените во ново формираното Министерство за енергетика се предвидува просечна плата од 105.000 денари. СДСМ и идеолошки, а и принципијално секогаш е за зголемување на платите и го поздравува секој унапредување на правата на работниците и работничките. Но не зачудува тоа што за вработените во собранието, например, е предвидено намалување на платите, што дополнително отвара прашање за принципите на правичност и усогласеност при планирањето на буџетот. Во исто време беше отфрлен предлогот на СДСМ за зголемување на минималната плата, која што со оваа иницијатива над 22.000 работници, чии нето плати сега изнесуваат 22.567 денари, би примиле 27.700 денари. Со ова ќе се поставеше добра основа за понатамошно зголемување на минималната плата на 30.000 денари. Првото прашање е до почитуваната министерка за финанси Гордана Димитриевска-Кочовска, тоест Министерство за финанси. Синдикалната кошничка за ноември изнесува 62.021 денар, зголемување од цели 772 денари за само еден месец. Платите во многу сектори едноставно не го следат овој раст на трошоците, а тоа особено се чувствува кај оние кои работат во приватниот сектор, кој го носи најголемиот товар на економијата. Во овој контекст, клучно е да разбереме како владата ги дефинира приоритетите при планирањето на буџетот и кој е принципот што води до овие големи разлики во пристапот кон различни категории на вработени во ист сектор. Затоа моето прашање до вас е следното: кои се принципите што ги следите во распределбата на јавните средства и планирањето на платите? Како се осигурува правичноста и транспарентноста при дефинирањето на приоритетите, особено кога гледаме големи разлики помеѓу различните сектори во иста влада? Како владата планира да обезбеди системски мерки кои ќе го подобрат стандардот на сите граѓани, не само на одредени категории во јавниот сектор? И чумо, ваков адхок пристап за зголемување на платите на неколку институции, наместо изнаоѓање на системско решение, како на пример преку општиот колективен договор во јавниот сектор, со кој, патем речено, веќе минатата 2023 година, заедно со Сојузот на синдикати на Македонија, ги поставивме основите на просечната плата да биде коефициентот 1 за платите во јавниот сектор од јануари 2025 година. Вашите одговори, министерке, се од суштинска важност, бидејќи распределбата на јавните средства не е само техничка работа. Второто прашање кон министера за економија и труд. Индеруар министер, зотви Бесар. Почитуван министер, почитуван господин Минчев, политичките стандарди има директно влијание во животот на граѓаните. За жал, ние сме сведоци на отсуството на волја, политичката волја за да се подкрепат мерките кои ќе донесат придобивки за застапените. Значи, СДСМ имаше конкретни мерки, не само да се ефективни, туку исто така ги офаќат и значајните социјални аспекти. Една од овие мерки е отстранување, односно тргање од ДДВ од основните прехранбени производи. Ова иницијатива ќе му возможеше на секоја семејство да искористи, односно да тргне на страна 2000 денари, многу значајни за семејствата со ниски примања. Но, без разлика, овој предлог се отфрли.
Првеч касаја Освен ова, амандманите кои треба да ги зголемат платите, односно за пожарникарите и полициските офицери, се игнорираја. Ние предложивме основната плата на пожарникарите да е 2 основни плати, кои ќе ги рефлектира нивната работа. Значи за полицајците имавме 20% зголемување на платите за да зачуват, односно мирот. Значи, позагрижувачко е одлуката на владата за нивните барања. Ние предложивме изголемување на платите во јавниот сектор по општиот колективен договор. Ова ќе подразбира правишно зголемување, честно зголемување без дискриминација и фаворизирање, но и овај предлог се отфрли. Политиките не се, за работата не се само да се создадат услови за да се живее, но се услов за да се создаде услов за да се живее и почитување на социјалниот диалог и социјалните партнери. Имајќи во предвид дека предложениот буџет за 2025 година покажува дека ова се игнорира господин Дурмиши и господин Минчев. Владата не обезбедува да се спроведе овој договор. Зошто не се почитуваат тоа што се договори и најголем дел од јавниот сектор да останат маргинализирани? Зошто не ги имплементирате колективните договори подпишани помеѓу владата и јавниот сектор? И упатено до почитуваниот премиер Мицковски. Третото прашање го упатувам до вас, затоа што сметам дека транспарентноста во процесот на привлекување странски инвестиции и доделувањето поволности е од суштинска важност за градење доверба и обезбедување на јавниот интерес. Вашиот премиерски мандат започна со амбициозни најави за нови инвестиции, меѓу кои проектот за ветерниот парк на Алказар Енерджи, вреден $500 милиони, кој треба да биде еден од најголемите во регионот. Таквите проекти кои имаат потенцијал да ја зајакнат енергетската независност и да отворат нови работни места, се навистина добре дојдени. Сепак, со нив секоја се поврзува и потребата од транспарентност, која е основа за доверба, како и обврската да се заштити јавниот интерес. Граѓаните и ние претенисите имаме право да знаеме според која правна основа се реализира оваа инвестиција, кои поволности се предвидени за инвеститорот и ако се доделени, на која седница на владата истите се одобрени. Транспарентноста во овој контекст не е само етички принцип. Таа е и основа за осигурување дека одлуките се донесуваат соодветно и во интерес на сите граѓани. Северна Македонија веќе има закон за стратешки инвестиции, создаден токму за вакви случаи и иницијативи. Овој закон обезбедува јасно дефинирани процедури и критериуми за инвестиции кои имаат големо значење. Зошто овој закон не е применен за проектот на Алказар Енерджи или можеби е? Дали причината лежи во прецизираните процедури или во избегнувањето евентуално на детални анализи кои ги бара законот и прескокнување на чекори кои се од огромна важност за транспарентноста на инвестициите од овој тип. Истовремено, граѓаните треба да ги подсетиме на вашите ставови кон други значајни инвестиции од сегментот на енергетиката, како опозиција спречивте транспарентни и законски 786 милиони евра инвестиции во енергетика. Само за подсетување, францускиот гигант Aqua Energy, неговиот соларен парк Стипјан, гасната когенеративна централа на Метиленеос, изградбата на соларната централа во Пехчо, проектите на белгиската AM Green Tech, и тие никогаш не стига ни до Собраниската комисија поради различни блокади. Дополнителен пример за недостаток на транспарентност е и договорот со неколку компании кои што беа обзнаени за волја на вистината. Вие како влада, како никогаш можеби досега ни една влада продолжите нешто со претходната влада го имаше започнато. Тоа беше и се однесуваше на инвестицијата на Епсотек, тоа беше со Brainchild, 2 инвестиции. И сметам, и вчера и Костал, но сметам дека јавноста треба да слушне кои се условите, кои што сите овие компании, кои што ги добија договорите за државна помош, ги имаат добиено како привилегии. И би бил благодарен ако може на јавна говорница да ни кажете нешто, дури да ги немате деталите, кои се тие поволности кои што овие компании ги имаат добиено и дали е различно од тоа што претходно било
договорено со претходната влада. Благодарам. Ju falimderit. Ви благодарам. Пратеникот Битичи постави 3 прашања. Првата е за